И при пристигнување во Скопје, уште на самиот влез кај Чентони се приклучи едно возило цивилно кое што го приметивме дека не е случајност. После поминување на мостот Чентони се приклучи уште едно возило и на одредена точка, на одредена локација бевме присилно стопрени. Бе возила напред, две од позади, 10 луѓе од погрбушки почнаа да излегуваат тука со пиштоли вперени, со пушки, дигај раци, и тоа беше отвори прозори и испаднавме така со дигнати раци. Ве легна на земја? Не, бараа да легнеме. Не легнав, пошто мора кажав, ако треба да легнам, едно се легнал, немаше да станувам повеќе. Која беше причината? Причината не објаснува, не држеа така, се додека јас не го земав телефонот, да дојдат наши луѓе, кои што у МВР работат, за да видиме што е таа работа. Тоа врски му пиштија, Мерцедес те застана тука, чекај, ова, она, имаше особо со камера која што снима. Не направија преглед, го направија претрес на колото, кој што незаконски го направија. Како ме замоли тој што беше као водич на целата група, викате молам остави го телефонот тука, ја го оставам телефонот да се видим на 50 метра на страна и човекот со солзи на очи вика сега за сето ова ако испадне пријава и све ќе останам без леп и моите деца ќе останат без работа. Викам добро, зошто ја страмите униформата и зошто ја страмите државата? И да ти држи некој пиштол на метро од тебе и на пола метро и да му се тресат раците воопшто не е мала работа и да гледа севката пред тебе. И ми кажа дека било најавено, 3 часа не чекале, дека ќе помине Мерцедесот и тие таблици таква и таква боја со високо ризична група која што е наоружена и носи наркотични средства. Тоа е најавата на потогашните Алфи и тогашната УБК. Најкриво ми беше, кога све заврши, не пријавив ништо, макар што ми се јави од амбасади, пошто не сакав невини луѓе да страдат кои што добили усмена наредба, потпоролот на МВР, тогашниот, кажа вака: Мерцедесот со кандидатот за градоначалник се движило со преголема брзина, на даден стоп знак на посепатари на Велес не застанал и затоа беше присилно застанато влеста Скопје. Значи Помјалков Заев.